Почитувана пратеничке, колку си ја сакаме татковината и целиот наш народ, тоа се покажува на дело. Не со гримаси, не со квази патриотски реторики. И немојте да се дичите со тоа што ви кажувам дека ова е квази патриотизам што го правите. Причините се дел од радикално националистичките ориентации на поединци од ВМРО ДПМН. Биле и во минатото пречка на ова наша земја и низ вековите, не само низ децениите позади нас, туку се и денеска. Затоа што провокации е лесно да создадете со соседите. Кав ги може да направите кога сакате и со кој сакате. Прашање е дали може да постигнете договор и дали може низ диалог да ги решавате проблемите. Европа денеска функционира со 27 земји членки. Низ диалог, низ компромиси, со меѓународно почитување ги изнаоѓаат решенијата. Тоа впрочем и ние го правиме. Да. Така како го формулирате и второто прашање со вашиот лес е токму тоа. Така да од тој аспект можете да ја бидете од помош на државата или можете да бидете кочничар и да бидете продавач на магла колку сакате дома пред нашиот народ, кој што ќе продолжи да тапка во место како што беа 11 години на вашето владење и пополека ќе се празни и ќе заминува нашата земја. Дека нашиот народ верува во иднината, покажа и на избори, на вака крупни решенија кои што отворија огромни перспективи за целиот наш народ овде. Сепак поддржаа вакви политики. Ова се европските манири. Ова е европскиот однос. А при тоа, за македонскиот јазик и македонскиот идентитет, до крај да стоите со сериозни аргументации, за да денеска имате дури една Република Бугарија која што вели ние реалноста ја прифаќаме на постојањето на македонците и македонскиот јазик. Може тие да имат свој толкувања за историјата, имаме и ние наши толкувања за историјата. И таму се историчарите нека разговараат за оваа работа. Но денеска, дури од Бугарија, е прифатено македонски јазик и македонски идентитет како реалност и тоа е кажано во јавни изјави од сите поранешни политичари и сегашни политичари кои што управуваат со Бугарија. И тука нема никакви разлики. И тоа е значајно, затоа што во минатото бевме само за дома Македонија и македонци. За надвор не. Ова е огромен успех. Секаде на меѓународните канали престана Европската унија во извештаите да пишува македонски народ. Заради реакции на одредени други земји, кои што не направиле признавање на Република Македонија. Заради реакции за тоа што не беше признаен нашиот македонски идентитет и македонскиот јазик. Денеска се признаени и прифатени од сите. Да, живееме во Република Северна Македонија. Затоа што има и еден јужен дел од Македонија, историска, кој што е територија на Република Грција. Од истите вакви наративи во едно време поназад, со 2-3 децении, беа ќе го освоиме Солун, ќе нападнеме Солун, или слично. Така да, почитувана пратенички, има голема разлика во тоа кој како ја искачува планината за нашиот народ. Ние треба да искачиме планината, да стигнеме до врвот, а тоа символично значи подобар економски стандард на нашиот народ, европеизирана држава, реформи спроведени до крај во нашата земја. Но не е проблемот колку тоа ние имаме кондиција да искачиме планината. Проблемот е што имаме некои од нас овде во државата камчиња во кондурите и не можеме да одиме напред по горнината. Горнината не е толку голема, ја искачиле многу земји кои што се денеска членки на Европската унија. Таа горнина која што и треба и ние да искачиме. Но ВМРО ДПМН може да се придружи на тој наш пат, кога ќе ги соблече кондурите, ќе ги истресе камчињата и ќе стане Европска партија. Тогаш, уште со подинамично темпо ќе искачиме планината. На неколку наврати јас тоа сум го испорачал како порака, но веројатно вашите истражувања и анкети кажуваат дека полесно се ќарат гласови кај нашиот народ кога играте на картата на квази патриотизмот. И само тоа ве води. За да дојдете на власт и веројатно да направите репетиции и повтарања тоа што беше 2006-2017. И ништо друго не ве интересира. Затоа што опозиција има и во соседните земји, и во европските земји членки,
Па знаеме кога се работи за државните интереси, седат заедно и одговорно разговараат со владеачките структури за да може да оди напред својата собствена земја. Професорке, ако вака пребацувате со прашања, јас ќе ви одговорам и на вас. Затоа што буквално испаднав да го молам нашиот лидер да седам да разговарам. За сите прашања. Немате дополнително прашање? Така да, почитувана пратеничке, ние имаме преземено обврски кои што сами ги предложивме пред Бугарија. А тоа се соодветно месеци, години или во континуитет. Како побрзо ќе унапредиме инфраструктурната поврзаност помеѓу двете земји. Како младите повеќе ќе соработуваат. Како во областа на здравството ќе имаме размена на искуство. Како во областа на образованието, труд и социјалната политика, културата, ќе има повеќе соработка. Тоа се нашите преземени обврски кои што ги имаме пред Бугарија. Другите обврски се преземени во договорот за добрососедство, соработка и пријателство, кој што овој парламент го има ратификувано. Тие се обврските. Тие што се од корис на целиот наш народ. Други обврски не презимаме, ниту имаме потреба да презимаме. Можеме и надвор од тоа, ако е нешто добро за нас, во периодот кој што предстои уште повеќе, мислиме дека е значајно и за нашиот народ, и за бугарскиот народ, немаме проблем за оваа работа. Тоа се преземените обврски. Точно е, дискусијата за македонскиот јазик и за преводот на Акито е во Европската Унија, во преговорачката рамка. Дали таму ќе биде преводот на Акито на македонски јазик или со некој објаснување или дополнение. Европа и 26 земји членки стојат за чист македонски јазик, точка. Преводот на Акито е на македонски јазик. И тоа не заради тоа што ние тука сме победиле Бугарија или сме биле попаметни од Бугарија, тоа е европска вредност. И стоја до европските вредности. Без да има било какво објаснување внатре, кое што се додавки на нашиот јазик или слично. Не. Денеска стои таму чист македонски јазик и ќе стои. И кога бевме во Софија не разговаравме на темата македонски јазик и македонски идентитет. Разговаравме за патокас. О самиот патокас е тоа опишано. Единствено друго што има, го кажав и вчера, тоа е дека Северна Македонија е исто како Република Северна Македонија, дека нема територијални претензии према никој од соседите, вклучително и према Бугарија, и сме подготвени да пуштиме писмо и ното до сите соодветни институции кои што треба. Затоа што ако Република Македонија немаше територијални претензии, како тоа Северна Македонија ќе има. Немаме проблеми со овие работи, затоа што се факти. Дефинитивно можеме сите да играеме на квази патриотски карти, оти не се патриотски карти тоа што вие го правите. Затоа ги нарекувам квази патриотски. Можеме сите, веројатно тоа ќе донеси повеќе гласови. Но не и носи добро на државата. Затоа што ја уназадува, затоа што ја става повторно во конфронтација со сите, а ние сме мала земја, интерес на сите земји во светот е да градат пријателство, на помалите земји уште повеќе, затоа што тоа носи инвестиции, носи соработка, носи поголема трговија, поголем извоз, носи работни места, повисоки плати, подобар стандард. Тоа е паметната политика со која ще се разликуваме токму од вас.